Благодарам, председателе. Почитувани колеги пратеници, почитувана македонска јавност, не сте во право, председателе, а зашто не сте во право, сега ќе ви кажам и затоа го побарав ова мое процедурално обраќање, затоа што на самиот почеток рековте ќе воведете една пракса која што не е добра во собранието. Јас да ви кажам дека таква пракса има. 2013 година е поднесено барање од страна на тогашната опозиција, Социјалдемократски сојуз, НСДП и другите партии, за врз основа на член 68 став 1 алинеа 16 од Уставот на Македонија и членот од 22 од Деловникот за разрешување од јавна функција на друг член на собранието, односно носител на јавна функција. Тогашното собрание тој материјал не го вратил како вас од не знам правни причини дека материјалот е неуреден, туку било ставено како точка на дневен ред на 75-та седница на 30.10.2013 година и собранието, тоа сме сите ние 120 пратеници, одлучило да ја симне точката од предлог на дневниот ред. И така ќе беше доблесно да го направите ова што сакате да го направите. Меѓутоа, вие не сакате да се доведете во ситуација да пред собранието се стави да се гласа нешто зашто сега ние како пратеници сме во недоумица. Од она што го слушнавме, министерот за здравство Венко Филипче, заменикот министер, дека поднеле оставки. Ние оставки немаме видено. Уставот член 219 вели дека член на влада има право да поднесе оставка. Деловникот на собранието во рамките на глава 12 од односи на влада вели дека да завршам, председателе, вака. Добро да оставете ме сега. Јас грешам, не вие се оставете ме да кажам тоа што сакам да го кажам. Многу вака. Значи, оставка на влада во членот 219 може да поднесе и оставката е поднесена. Ние оставката ја имаме како што е поднесена. Кој е сега тоа да го цитира дали оставката е поднесена или не? Премиерот на владата Заев, кој што треба да ја испрати оставката до собранието. Собранието, која ќе ја добија, од тука почнуваат вашите процедури. Вие официјално немате добиено никаква оставка. Која ќе ја добиеме оставката? Решил министерот од морални причини да ја поднесе оставката. Каде е оставката? Патува од влада? Чекаме дали ќе биде прифатена. Па луѓе мили, решил министерот од морални причини да поднесе оставка. Ке му оспорите неговата желба дека сака од морални причини или ќе оправите неморален министерот или целото оваа одредена игра која што треба да се случи во самото собрание. Еве ше вели. Член 219 од Деловникот. Оставка на член на влада до председателот на собранието се поднесува преку председателот на влада. Став 3. А став 1 од 219 председател на влада или член на влада може да поднесат оставка. Продолжува во член 220. Собранието на прва наредна седница ја констатира без претрес оваа одлука. И сега каде е проблем? Каде е оставката? Имаме ли оставка? Или се лажеме сите самите себе? Слушаме заменик директор, економски директор, поднеле оставка. Благодарам. Дали тие, да завршам со мислата сега, ако ми дозволи. Дали тие оставки се поднесени? Довршите ја мисла. Довршите ја Како да мисла. довршам, ајде да ја довршиме заедно мислата, која зборувам. Дали министерот и заменик, директорот и заменикот директор доставиле оставки до министерот, се уште актуелен, и дали заменик министерот и министерот. Председателе, ќе ви побарам еден саат пауза да се одморите, за да се концентрирате на ова што го работим. Премногу е сериозна темава за вака да се однесува. Па дозволете на координаторот во тие 3 минути што ги има процедурално обраќање да го каже тоа што го има. Ја не знам која е причината. Ако мислите дека ќе ме доконцентрирате и ќе кажам нешто што не треба, нема да успеете. Затоа што точно пишува во Деловник. И членот 220 вели на прва наредна седница се доставува од председателот на владата. Сега вие се лутите зашто вас ве повикуваат и ве повикуваат на совеста ваша. Затоа што се ставате во ситуација да браните нешто што не е ваше. Премиерот на владата треба да достави. Вие материјалот на пратеничката група кој што ви е уредно доставен за одлуката која што ја слушаме од медиумите и не ја ставате како точка на гласање. Не може вака да се однесувате со вака сериозна тема.
И преседанот кој што вие сега го правите е лош, затоа што имало практика за такво нешто уште 2013 година. Благодарам. Да се бара оставка, односно одлука за разрешување на носител на јавна функција. Благодарам. Благодарам. Што се однесува до